Почитувани представници на медиумите, очигледно ова беше опроштено обраќање на председателот на државата пред пратениците, бидејќи не видовме ниту една насока за еднината на државата, краткорочна или долгорочна. Председателот Иванов јасно и недвосмислено покажа како не треба да се врши функцијата председател на државата. Сите знаат дека се вика Ѓорги Иванов и е председател на Република Македонија, а се чудат на неговата подчинетост на владата на Груевски. Сите знаат дека согласно Уставот би требало да биде прв човек во државата, ама тој упорно, веќе и по петти пат, со денешното обраќање потврди дека нема ниту храброст, ниту одважност да излезе од партиските стеги и барем еднаш, барем на крајот од неговиот мандат, да се испочитува неговата уставна позиција. Председателот Иванов не може да биде запаметен по ниту една идеја или успех на меѓународен план кој што би афирмирал Република Македонија. На домашен план не покрена ниту една иницијатива за политички консензус околу клучните политички прашања. На надворешен план ќе биде запаметен по доделувањето на највисокото државно одликување за најголемиот диктатор во Европа, по фактот дека неговото срце чука за уште еден државник кој безмилосно ги претепа демонстрантите на улица и со неговото воодушевување на кинескиот политички систем. Да се биде председател на државата значи чест, значи почит кон сите граѓани на Република Македонија, без разлика дали се поддржувачи на една или друга политичка опција. Ви благодарам. Прво, очигледно и евидентно беше неприсуството на министрите од ДУИ во владата на Република Македонија и прилично скромно присуство на пратениците од пратеничката група на ДУИ. Може да е некаков сигнал дека дефинитивно албанскиот фактор повеќе нема да му даде шанса за втор мандат на сегашниот актуелен председател Ѓорги Иванов, иако сметам дека подобро решение за Никола Груевски и попослушен човек во државата нема од председателот Иванов. Мислам дека тоа за него било идеално решение.